Добро вечер. Во топ тема на ваша страна. Собранието денеска го ратификуваше договорот со Грција за решавање на спорот со името, но тоа е само почеток на еден, можеби долг процес кој треба да ја обезбеди на Македонија членство во Европската Унија и НАТО. Токму затоа гостин во вечерашната топ тема на ваша страна е министерот за надворешни работи Никола Димитров. Добро вечер и добре дојдовте. Фала ви на поканата. Ве поканивме токму околу договорот да ги расчистиме сите дилеми, но и пречки кои стојат на патот на реализацијата на овој историски договор, како што несомнено сите го нарекоа и доживеа потпишувањето што се случи пред 3 дена во Преспа. Веќе го известивте вашиот, како што слушнавме на вестите, веќе го известивте вашиот грчки колега Никос Коdzias дека договорот е ратификуван. Кој е следниот чекор? Да, денес имаше една посебна свеченост и во тонот, и во содржината на настапите, на говорите на пратениците, на премиерот во собранието. Јас уште од собранието му пратив порака, меѓутоа после тоа е официјално со нота ја известивме грчката страна дека тој дел, тој чекор од спогодбата го завршивме. Сега очекуваме тие да испратат писмо до Европскиот совет и до генералниот секретар на НАТО, Столтенберг, дека немаат приговори Македонија да тргне напред, да се отвори вратата. Денес имаше многу позитивен состанок во Северноатлантскиот совет, сите земји членки на ниво на постојани представници, односно амбасадори при НАТО, каде што едно убаво охрабрување во однос на тоа дека можеме да очекуваме покана за членство на самитот 11 и 12 јули. Денес исто така имаше средба Корепер, еден формат што ги подготвува заклучоците, што ќе одат прво на Советот на ЕУ за општи работи во вторник на 26 јуни во Луксембург и потоа на ниво на министри и потоа на Европскиот самит на ниво на шефови на држави или влади на лидери, четврток и петок, 28 и 29. Во однос на ЕУ има уште неколку дена за целосно усогласување. Ќе биде многу важно да се донесе политичка одлука за почеток на преговори после 9-тата препорака и веројатно најпозитивна во смисла на препознаен напредок од Европската комисија и после 13 години со кандидатски статус. Толку долго време бевме во чекалната заради прашањето на името. Во добар правец сме, на добар пат сме прашањето да го решиме, иако има уште чекори. И мислам дека е многу важно сите земји членки да го препознаат, да ја препознаат оваа историска шанса во време кога нема многу шанси за големи успеси во Европа и да не го испратат тој позитивен политички сигнал, политичка одлука за Македонија да почне пристапни преговори со Европската Што ќе значи, знаеме сите нели за нон-пейперот на кој се потпишани Франција, Белгија, Данска, Холандија, дека може би проширувањето не треба сега да продолжи, да не се даде датум за Македонија и Албанија. Што ќе значи доколку Македонија не добие датум за преговори по сите овие напори, се што Грција и Македонија направија за една година, точно една година од вашата посета на Атина, колку што се сеќавам од како станавте министер за надворешни работи, една година се посветивте токму на решавање на овој спор и сега Македонија да не добие датум за почеток на преговори. Мислам дека за мене тоа ќе биде многу би било, иако не е препорачливо да се одговара на хипотетички прашања, што доколку, што ако не добиеме. Имаме уште неколку дена, има огромно мнозинство земји членки што се цврсто за и така функционира Европската Унија. Јас сум убеден дека ќе препознаат дека ова е огромна шанса, дека ова е шанса да се реши историски проблем, кој што шанса што ќе значи стабилизација наша, на регионот, регион што е важен од многу аспекти за Европската Унија, за стабилноста во Европа,
Тоа го покажа впрочем и бегалската криза 2015-2016, балканската рута. Јасно видува дека Европа не може да биде стабилна ако нема соработка и ако не е стабилен и нашиот регион. Ние не само што го подпишавме договорот со Бугарија за пријателство и го подпишавме и еве денес собранието го ратификуваше спогодбата со која што се надминува разликата околу името со Грција, туку и со реформските постигнувања, со тие 180 степени свртување што ги направивме во последнава година и во однос на слободата на медиумите, и во однос на начинот на владење, и во однос на владењето на правото. Може би најдобро тоа го кажа Freedom House, кога кажа дека Македонија е најголемата шанса за Европа за демократски пресврт оваа година. Земјата може би е мала, но шансата е голема. И мислам дека не би сакал сега да замислувам едно такво негативно сценарио. Мислам дека мора да бидеме позитивни, мора да создадеме атмосфера да биде незамисливо да не се биде дел од нашиот успех. Очигледно, барем така соопшти премиерот, заево собранието, Македонија е веќе на дневен ред на самитот на НАТО, тука не би требало да има изненадување. И се едно, можеби практично вака прашање, со оглед на договорот кој е напишан со еден правнички, се разбира, јазик, со кој име Македонија ќе ја добие поканата од НАТО и кој име ќе стои на документот од Европската унија? Во спогодбата, и тоа е експлицитно напишано, сите овие процеси се вградени во имплементацијата на спогодбата. Ние добивањето на поканата значи не е само добиваме писмо, го прифаќаме писмото и сме завршиле работата. Самитот, сите земји членки на НАТО ќе донесат одлука. Секогаш има определени услови што земјата што се кани треба да ги исполни. Некогаш во однос на одбраната, некогаш во областа на разузнавањето, и во тие услови ќе се предвиди и она што ние треба да направиме дома во смисла на имплементација на оваа спогодба. После тоа ќе се потпише НАТО договорот и тоа ќе биде инструментот што потоа ќе оди низ парламентите на земјите членки и во нашиот и во грчкиот и ќе биде предмет на ратификација. Јасно е, нема што да се крие, дека решението на имплементацијата на оваа спогодба значи дека официјалното име на Република Македонија ќе стане Република Северна Македонија и јасно е дека ние членството во алијансата ќе го добиеме како Република Северна Македонија. Денеска договорот беше ратификуван во собранието, освен во Грција, тој е испратен на подписка и председателот Иванов, кој веќе го соопшти јавно својот став дека нема да подпише таков договор, затоа што според него тој е противуставен. Може ли договорот да важи и без подписот на председателот Иванов? Ние имаме една уставна празнина. Нашиот устав, председателот има суспензивно вето, тоа значи дека може да одложи, да добие известно време, или да стопира влегување во сила на определен закон. После тоа, по второто изгласување во собранието, Уставот вели председателот е должен да го потпише прогласувањето или промулгацијата на законот. И сега, кога имаме председател кој што не ја почитува таа уставна обврска, е должен, имаме уставна празнина. Во некои устави, компаративно, поставен е рок по кој што, доколку нема подпис, ќе се смета дека законот е подпишен. Кај нас не. Кај нас таква работа нема, прашање на толкување, прашање на политичка волја, на мнозинство во собранието. Меѓутоа, ова е мешање на властите. Председателот не може да биде и уставен суд. Председателот, доколку мисли дека еден закон е спротивен со уставот, може да поднесе иницијатива до Уставниот суд за испитување на уставноста на конкретниот закон. Но што, не може да го ако замени Уставниот суд. Ако го тој како што со законот со јазиците не го потпишува и до ден денешен,
Дали овој меѓународен договор како ќе стапи на сила и откако ќе се одржи, да речеме, и референдумот, ќе следуваат уставни измени, дури дојде до сето тоа да помине и да отиде на ратификација во Грција, може ли без подпис на... Со успешен референдум, значи демократски, непосредно изразена волја на граѓаните, дека ова е правецот на историската раскрсница на која што се наоѓа денеска Македонија, на претседателот ќе му биде многу тешко да не го подпише законот за ратификација на спогодбата, ќе треба директно и отворено да оди против волјата на граѓаните. И можеби тука е надежта дека во тој момент овој закон ќе биде подпишен, можеби има и некои други начини, меѓутоа политичката динамика е таква што би било практично незамисливо претседателот ќе треба 3 работи да згази: волјата на граѓаните, членството во НАТО и европската иднина. Тоа е страшна одговорност. Добро, со досегашните постапки надежта не помага таму, но еве велите... Ќе видиме, тоа ни е... Ќе се надевате. Пред да го анализираме договорот за што ќе посветиме најголем дел од оваа емисија, да се подсетиме на 27 годишниот спор, кога во 90-тите Грција не сакаше воопшто да слушне збор Македонија во името на нашата држава, па се до договорот кој денеска е ратификуван, во кој се признава и македонски народ и македонски јазик. Да го видиме фактографот кој го подготви Ивор Мицковски. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Осми август 1991 година со референдумот Македонија се прогласува за независна и суверена држава. Но со новото сонце на слободата се раѓа и спорот за името, заедно со грчката блокада на приемот на земјата во Обединетите нации и признавање од страна на Европската заедница и покрај позитивната препорака на Бадинтеровата комисија. Во услови кога плавнуваат крвопролевањата од распадот на Југославија, Грција во периодот 92-95 година на 2 пати ја блокира грчко-македонската граница за каква било трговија, воведувајќи 18-месечен период на целосно трговско ембарго. 8 април 1993 година, Генералното собрание со резолуција 225 ја прими Македонија како 181-та членка на Обединетите нации, со препорака за државата да се употребува привремената референца, поранешна Југословенска Република Македонија. 18 јуни истата година, Советот за безбедност донесува резолуција 845, со која се бара забрзување на решавање на разликите, а генералниот секретар го именува Сайрус Венс за специјален представник се до 95 година. Од тогаш, речиси 24 години, до денот на својот 79-ти роден ден, оваа функција ја имаше медијаторот Метју Нимиц. 13 септември 1995 година, Грција и Македонија ја склучија привремената спогодба, со која двете страни се согласуваат Македонија да гарантира дека нема територијални претензии и да го смени националното знаме, а Грција да не го блокира приемот на Македонија во меѓународните организации. Но и понатаму, политички изолирана и блокирана во своите интегративни процеси. The name of my country is Republic of Macedonia and will be Republic of Macedonia. Thank you. Трети април 2008 година, на НАТО самитот во Букурешт, иако силно поддржана од САД, Македонија не доби покана за членство поради вето од страна на Грција. На 17 ноември 2008 година, Македонија започна процес пред Меѓународниот суд на правдата за кршење на обврските од привремената спогодба од страна на Грција. Судот на 5 декември 2011 година пресудува дека Грција ја прекршила привремената спогодба од 95 година, но и покрај тоа, членството на Македонија во НАТО и ЕУ и понатаму е блокирано. По Букурешт, домашната и надворешната политика на Македонија, предводена од Никола Груевски, доживува авторитарна пресвртница. Во однос на Грција, Скопје ја заострува својата политика и реторика, влегувајќи во период на политички нерационализам, митологија и ревизионизам. На веќе преименуваниот Скопски аеродром и автопатот Е75 во Александар Македонски се придодава и проектот Скопје 2014, каде централна фигура е споменикот на војнот на конј, зад кое што име се крие Александар Велики. Проектот ја чини Македонија повеќе од 600 милиони евра и Скопје го понесува тажниот епитет на светски главен град на кичот.
Напорите за решение на спорот остануваат празни декларации и полни изблици на лажен патриотизам, додека во позадина односите меѓу двете земји се повеќе се влошуваат. Македонскиот народ никогаш нема да прифати да биде преименуван. А ако ова прашање не може да се реши сега, иако ние сме најзаинтересирани за негово решавање и искрено посакуваме решение кое ќе е одржливо, балансирано и најбитно взаемно прифатливо, тогаш некоја друга генерација во поинакви околности ќе може да го реши, ама токму врз база на вредностите, позициите и принципите кои преходно ги наведов, а кои говорат за праведно и правично решение. Македонија длабоко влегува во фазата на антиквизација, додека грчките позиции околу иредентизмот и крадењето на хеленистичката култура добиваат на кредибилитет во меѓународните кругови. Следуваат години на илузии, потоа криза и целосна блокада на државата. Нов оптимизам и надеж се раѓа со конечната промена на власта во 2017 година. Владата на Заев по секоја цена сака да обезбеди прием во НАТО на следниот самит на Алијансата во 2018 година. Пречката за тоа и натаму останува Грција, но провејува оптимизам дека под притисок од меѓународната заедница и со новата политика во Скопје би можело да се дојде до исчекор. I would say we both made certain mistakes at different times, but the main goal now is to close the issue. I firmly believe that we must catch the momentum, discuss in bona fide, and resolve the issue for our shared future. We highly value the continued efforts of the personal envoy of the United Nations Secretary General His Excellency, Mr. Matthew Nimitz, and the good offices he provides to that end. I firmly believe that there is a way to overcome the problem that Greece has with our constitutional name. Во рекордно време и со силна меѓународна поддршка, на 12 јуни 2018 година Македонија и Грција соопштуваа дека е пронајдено решение за спорот. На 17 овој месец следува потпишувањето на договорот во селото Псарадес, Нивици, на грчката страна од Преспанското езеро. Светските медиуми и политика го слават и аплаудираат договорот и успехот на двајцата премиери, Заев и Ципрас. Денот е наречен историски, без да и се остави на историјата да суди, затоа што на Балканот вакво поместување може да значи само напредок. Македонија, од заробена држава, станува пример во регионот. Во едни несигурни и проблематични времиња на растечки национализам и протекционизам, популизам, себичност и нетрпение кон различните, две земји на Балканот решаваат сложен национален проблем, трасирајќи го патот не само за регионот, туку и за остатокот од светот. 25 години подоцна, некогашната оаза на мирот, повеќе од добивањето ново сложено име, повторно го заслужува епитетот на мировник и помирувач на Балканот. Повеќе од север, Македонија повторно гледа кон западот. Да се подсетивме на сите овие изјави на овој многу долг период во кој многу генерации созреа. Вие бевте исто така преговарач 5 години, едни клучни од 2003 до 2008. А на увид имате и многу документи од преговорите. Дали предходно било прифатено име Северна Македонија? Дали било прифатено од некоја влада име Ерга Умнес и се ова што стои денеска во договорот? Ние немаме баш целосна архива. Како тоа мислите? Не секогаш се користеле формални канали. И мислам дека тоа го знае јавноста. Не секогаш разговорите оделе преку специјалните пратеници, односно преговарачите, формално се специјални пратеници. Во процесот со Нимиц, преку министерствата, имало политички канали, партиско-политички канали, по други линии на блискост. Така што мислам дека ќе треба една цела студија на група доктори на науки со пристап до двете архиви во двете држави, за да може една целокупна слика да се создаде со едно долго истражување. Ние малку сум трогнат со ова што го видовме. Ние пораснавме, па и подостаревме малку со овој проблем. Да, сигурно дека веќе остаревме. 90-тите беа борба за државноста, меѓународно признавање, членство во Обединетите нации,
па застанавме на вратите на ОПСЕ и на Совет на Европа, ембарго имаше едно, па друго. Времената спогодба ги отклучи тие врати, продолжи односите за да се развиваат. Некогаш се преговарало за да се преговара, не секогаш се преговарало за да се најде решение. Едната страна мислела дека времето работи за неа, другата страна мислела дека времето работи за неа. Тоа што го создадовме како капитал, некако мислевме дека ќе успееме и покрај спорот или покрај Грција. Така беше малку, особено после 2008 година, после ветото во Букурешт, приговорот, што го потврди Меѓународниот суд на правдата. Дури и кај мене лично има еволуција на тоа како гледам на ова прашање. Меѓутоа многу е тешко со клоцање и со битка да се создаде пријател и да се создаде сојузник, бидејќи во крајна линија за членувањето во НАТО и во Европската Унија значи дека со Грција утре ќе бидеме сојузници и блиски пријатели и ќе делиме заеднички интереси. И оваа последна година посебно, сосем од наша страна, од македонска страна го сменивме приодот, со добро да произлезе добро. Со пријателство, со отварање врати, со позитивни пораки и мислам дека тоа имаше ефект. Никој не присили. Мене малку ме чуди тоа што повремено во јавноста слушам ова било некаков план, некакво ветување било дадено од некого кон некого. Никого не го боли ова прашање толку колку што не боли нас. Заклучени, без перспективи, особено нас дипломатите кои што имавме директен судир со поранешна Југословенска република Македонија. Да не можеме договор да подпишеме на табличките, на картичките, цело време со таа битка, тивка, некогаш јавна, некогаш потајна. Да, меѓутоа на ваши предходници тоа премногу не им пречеше и велите и самите дека имало години и периоди и на едната и на другата страна им одговараше да не го решаваат прашањето. Тоа е, нели, сигурна позиција, дека ништо нема да ви се случи на политички план. Ама не се отвара иднината и многу е себична. Многу е безбедно за политичарите. Да, меѓутоа не сакате да зборувате за поранешните преговори. Дури и у Грција, вашиот колега Кодзијас во парламентот викендов ветуваше бомба, дека ќе отвори документи во кои ќе покаже дека се прифаќале од нивна страна имиња. Ние имавме, кај нас тоа се класификувани документи. Значи не можам тие ги декласификува, меѓутоа не ги објавија. Не ги објавија сепак. Има Wikileaks, од таму доста може да се чуе. Кај нас имаше од кризата на неказнивост, од бомбите и од таму може доста да се слушне. Има разни флоскули, табуа, кои што не се објаснети, стереотипи. Ние никогаш, и ние, растејќи од наша страна, на некој начин во нашата приказна влезе и Грција. Ова и за Грција не е едноставно прашање, што е очигледно. Гледаме противниците на двете страни како се капитулација, ден на постојани протести, да. Едно заврши оваа ретроспектива со подпишувањето на договорот. Имаме и прашања од граѓаните на социјалните мрежи. Едно од тие прашања беше зошто вие го подпишавте договорот? Зошто министрите го подпишаа договорот, а не премиерите на двете држави? Двете опции беа отворени, зависеше од волјата на двете страни и на крај се пресече да бидат тоа министрите за надворешни работи. Времената спогодба, што се затвара таа страница, се престанува да важи, иако дел од одредбите од времената спогодба ги има и во овој постојан договор. Исто така беше подпишана на ниво на министри за надворешни работи. Може би на крајот така се пресече, бидејќи ние бевме тие кои што најдлабоко влегоа, најмногу се гледавме, рече се секоја недела имавме средби, разговаравме и дојдавме до еден компромис. Некако вам вие препуштија таа чест. Уште едно прашање исто така од граѓани. Зошто мораше да се прифати ергаумнест, а не двојна формула?
нешто што Затоа се туркаше што со немаше да има спогодба, тоа беше позиција што беше критична за Атина. И во тоа немам никаква дилема, воопшто, дека ако инсистиравме на обстојување на двојната формула, немаше да има спогодба. Има разни тука школи на мислење, според некои двојната формула го одржува проблемот во живот. Ако ние имаме една ситуација дома, а друга ситуација надвор, во ситуација во момент кога се отвараме кон Европската унија, особено кога ќе се зачлениме, каде што стануваат многу релативни границите на националното законодавство со европското законодавство во многу сфери. Второ, таа двојност како да ја држи раната отворена. Има и такви тези. Меѓутоа, едноставно, ако инсистиравме на опфат различен од севкупна употреба, едно име за дома, едно име за меѓународна употреба, немаше да дојдеме до договор. И последно, опфатот е многу тесно врзан со името. Ако дали за Македонија ќе беше поприфатливо име што ќе, не знам, Балканска република, например, ако можевме со таква формула за меѓународна употреба, да го зачуваме уставното име, дома, Република Македонија. Во сите, секогаш, од моето учество, а и предходно, јас имав еден убав состанок на преземање со Вања Тошевски, мојот предходник преговарач, секогаш овие две прашања сите наши влади ги гледале заедно. И затоа оваа позиција, па и владата 2006, 2007, 2008, имиња како држава Македонија, независна Република Македонија, Демократска Република Македонија. Тоа се имиња што секогаш и во тоа време секако ќе беа прифатени. Тоа беше периодот кога бевте преговарач. Употреба и така што тие две прашања мора да се гледаат заедно. Ова што ние сега се обидовме да го направиме, гледајќи колку е тежок проблемот, и ова мислам дека реакцијата на опозициите во двете држави многу јасно укажува колку е голем, колку е длабок, наталожен проблемот, бидејќи ние тегнејќи ги позициите на двете земји, од вај најдовме спојка да го врземе конецот, да има најмал заеднички содржател. Прифаќајќи ова што е најважно за другата страна. Што е тоа што е вистина најважно за нас, како македонци, што зборуваат македонски јазик, и што е тоа што е вистина најважно за Грција. И тука вградивме заштитни механизми, тука ги вградивме нашите цели што не се важни, НАТО членството, почетокот на пристапните преговори со Европската Унија, тука ги вградивме работите што нив им се важни во однос на иредентизмот кој што е реципрочен во спогодбата и така натаму и така натаму. Она што да почнеме сега да го анализираме договорот, значи се прави во член 7 една јасна дистинција што значи зборот Македонија за Грција, што значи за Македонија, дека Грција се го врзува за антиката, исклучително хеленизмот, додека што значи за Македонија. Тука ќе дадем уште едно прашање од нашите граѓани кои стигнаат социјалните мрежи до вас. Многу кусо вели од кога почнува нашата македонска историја со оглед на овој член на договорот. Тоа е прашање за историчарите. Јас сум правник и експерт по меѓународно право и дипломат и сега свежо политичар. Меѓутоа, како граѓанин, знам дека мојот јазик, македонскиот јазик, е еден од јужнословенските јазици. Знам дека нашата култура, нашата традиција, самобитност, природбеништвото и така натаму се врзани за... Имаме една еволуција во градењето на нацијата од крајот на 19. век, почетокот на 20. век. Балканските војни, Првата светска, Втората светска, влегувањето во Федерална Југославија и независноста од 91-та година. Теоретски, сите нации се
периодот 17, 18, 19 век, почетокот на 20 век можеби, не постоеле во античко време категориите нација и народ. Постоеле градови држави, постоеле други некои формации, постоеле големи империи и цивилизации и затоа мислам дека за нас, без разлика на спорот со Грција, без разлика на овој договор, здраво е да се бидеме горди на своето. И мислам дека таа авантура, ми баравте малку, можеби треба да подобјаснам. Јас бев вратен од Америка и работев на НАТО, членството, во 2006 година. Предходната влада ме постави, тогашната имаше политичка промена, ме задржа со истата позиција, национален координатор за НАТО. И преговараш за името. Уште пред да се преименува аеродромот од Петровец во Александар Велики, добив информација не од наши извори, туку од една многу важна земја членка на НАТО, со молба објасни им на твоите дека ова ќе ви предизвика непотребни пречки и дупки на патот кон членството во НАТО. И јас тоа го направив. Тоа беше декември 2006 година. Мислам дека уште чувам имейл, кореспонденција, комуникација беше. Тој пат многу ни ги отежни работите. И затоа велам не може со клоцање и со тепање да излезе нешто добро. Им ги зема аргументите на тие што сакаа да го решат ова во Атина, им даде аргументи на тие што и така не сакаа ова да го решат. Не направи, изгубивме пријатели, ги збунивме, светот го збунивме, што сакаме со ова, а тоа особено зајакна по 2008 година, кога поразот го искористивме во партиска победа. Наместо да се обидеме да го решиме проблемот, уште беше администрацијата на Буш, април беше самитот на НАТО 2008, Ден Фрид, Нуланд, ако се сеќавате, доаѓа. Да, добивме стратешко партнерство. Тоа беше, тоа е декларација. Некогаш луѓето не прават јасната дистинција. Тоа беше утехата после неуспехот на самитот во Букурешт. Таа декларација не предизвикува правно дејство. Таа е важна, еден политички документ, дека сме многу блиски, стратешки партнери со Соединетите американски држави, меѓутоа таму нема член 5 од НАТО договорот. Дека напад на еден е напад врз сите, заедничка колективна безбедност. И ова не само што ни го отежна патот, ни ја барикадираше вратата за еднината, туку направи домашна конфузија. Ние учебници почнавме да менуваме. Да, според договорот учебници пак ќе менуваме. На двете страни. И тоа ќе биде еден долг процес кој што почнува со една нормализација и едно пријателство на политичко ниво. Кога ќе почне тој процес? Се создава комисија, пишува во договорот? Комисијата е единствената обврска што почнува и привремено се на некој начин се употребува пред двете ратификации, пред договорот да влезе во сила. И ако не се лажам, рокот е краток за формирање на таа комисија. Сакате да кажете, уште есенва би можела... Па, следниве недели ќе треба на тоа да се работи, да се формира, да се најдат правите експерти, наши, нивни, и тоа ќе трае, тоа ќе биде еден долгорочен процес. Оно што во договорот, ќе симплифицирам за да биде се разбира по-разбирливо, може би создава најголеми недоумици употребата на придавката македонски. Значи, името на државата Република Северна Македонија ќе стои на сите државни институции, значи вие ќе бидете Министерство на Република Северна Македонија. Меѓутоа, каде во овие државни институции кои имаат сега придавка македонски, тој ќе остане или како ќе се менува? Сите институции на државата, пред мене е членот, за да бидам попрецизен, незините службени органи и други јавни институции ќе бидат во согласност со официјалното име, односно на Република Северна Македонија или на Северна Македонија. Други употреби на придавката, вклучително и употреба во однос на приватни ентитети и чинители,
кои не се поврзани со државата и јавните ентитети, кои не се основани со закон, значи институција која е основана од страна на државата со посебен закон, нема да спаѓа во оваа категорија, и тие кои не добиваат финансиска поддршка од државата за активности вон нашите граници, тоа се исклучоците, се останато може да биде во согласност со членот 7, каде што е дистинкцијата различното разбирање на поимите Македонија и македонски. Нема ограничување никакво за активности, бидејќи тука пред се линијата е идентитетска. Македонска култура, македонска храна, македонска традиција, македонска поезија. Да, меѓутоа кај институциите, да, Македонска академија на науки и уметности, македонски народен треба да видиме театар. точно каков е статусот на тие институции. Сите се тие државни институции, ако се основани од државата или ако се државни институции, тогаш ќе бидат во согласност со официјалното име. Дали е тука можно да има некакви, или тоа допрва ќе се договора, или ќе има толкување според... Па ова е, мислам дека членот е детален и прилично јасен во однос на ова прашање. Им се прави една, значи, прецизна дистинкција за зборот Македонија. Кога доаѓаме членот кој се однесува на топонимите, мислам дека на страница 19, се вели дека во двете земји ќе се користат ендоними наместо екзоними. Значи, ние уште ги нарекуваме во Грција, зборуваме за Лерин, Костур, Кукуш, тие зборуваат за монастири. Како со овој договор се уредува, како ќе ги викаме ние овие места во грчкиот дел од Македонија? Како тука има упатување на една препорака, не е многу јасно и многу цврсто, не е детализирана оваа одредба. Вели дека двете страни ќе настојуваат да ја почитуваат оваа препорака и мислам дека во дополнителен контакт ќе треба да ги појасниме овие елементи. Тука има и разлика официјална употреба, неофицијална употреба и дали во документи, дали во некако се сеќавате. Како сега во документите, дали имате увид, не знам колку документи, ги користиме имињата? Имаше проблем со ова, со нашите луѓе Немаме многу документи меѓусебни, билатерални, така да... Не, и ова ќе отвори сега една широка врата за уредување на правната рамка која што ни е многу тенка со Грција, од одбегнување на двојно оданачување, заштита на инвестиции и многу други спогодби. Сега користиме сукцесија од поранешна Југославија, имаме многу базична, елементарна правна рамка. Имаше долго време проблем за нашите граѓани кои што се родени во Грција и каде што во пасошите им пишува името на градот или на селото на македонски јазик, ако било Лерин или Костур или Воден и така натаму, не можеа да влезат во Грција и многу создадоа пракса да стои името на државата. Да, за тоа место беше на исто раѓање. никаков договор. Така беше, повеќе праксата тоа го направи. Овде, значи, имаме едни генерални рамки и ќе треба тоа да се прецизира дополнително. Значи, уште не е утврдено дали ќе стојат имињата или... Препораката е јасна. Препораката упатува на користење на називите на земјата. Реципрочна е обврската и Грција кон нас и Македонија кон Грција. Меѓутоа има нијанси и финеси што ќе треба да се додоговорат. Очигледно дека ќе ги менуваме сите документи според точката каде што се вели дека ќе има технички и политички преоден период. Техничкиот се однесува на документите во меѓународна употреба. Тука е јасно дека сите ќе треба да бидат со Република Северна Македонија. Меѓутоа има и политички период, преоден период, значи дали сите документи внатре во државата, почнувајќи од училишни, нели, од дипломи и свидетелства до документи во меѓусебна комуникација ќе го имаат името на новата држава. Ние, новото име на ако држава. овај процес успее, ова големо поверување и затварање на прашањето на идентитетот,
кои сме и што сме, и затворање на некој начин на државноста, да не ја носиме веќе привремената референца. Имаше во 2002 јас бев во Вашингтон една група која што беше не баш пријателски настроена кон Македонија, која тоа го користеше како аргумент. Привремена референца значи привремена држава. Затворањето на оваа точка се разбира дека ќе значи и ако ја има за севкупна употреба, на крајот на процесот, кога се ќе се заврши, секаде ќе биде, бидејќи тоа ќе биде нашето име. Добро, тоа е врзано и со преговорите меѓународните ќе документите што се време, користат во меѓународна употреба или кои што се издадени токму за таа функција, се врзани со НАТО процесот. Во моментот кога грчкиот парламент ќе ги ратификува пристапните протоколи кон НАТО, во тој момент ние кон надвор ќе почнеме да го користиме прецизираното име со географската одредница Северна. Мене ми пречи промената, бидејќи во таа синтагма Северна Македонија има една именка, тоа е Македонија, а Северна што е придавка упатува на каква? Ја одредува во северниот дел од поширокиот регион Македонија. За дома процесот е врзан повеќе со европската интеграција. И како се отвара едно поглавје, така во таа област имаме 5 години документацијата, кореспонденцијата, да ја усогласиме со прецизираното име. Имаме тука уште едно прашање од нашите гледачи. За привремената спогодба надлежен беше судот во Хаг. Судот во Хаг е повторно надлежен и за овој договор, се разбира, доколку има некаков спор, непочитување на договорот. Прашањето е кои се нашите гаранции овој пат дека судот во Хаг ќе присуди со оглед на пресудата на која вие исто така учествувате во подготовката, кои се нашите гаранции овој пат кога жртвувавме многу, очигледно има недоверба кај граѓаните, се разбира, во овој истиот суд кој е гаранти на овој договор. Токму затоа, поучени од тоа искуство и прифаќајќи дека и Грција кон нас и ние кон нив немаме доволно доверба. Затоа беше многу важно да се почне со ова зближување и нормализирање еднотрајно на односите. Кај нас има страв дека Грција сепак повторно ќе не блокира, ќе го искористи своето членство во двете организации или нешто трето. Да, кои се гаранциите во преговорите дека нема да има блокада? Има страв дека ние ова ќе го направиме, ама ќе најдеме начин да ги надмудриме и да не ги почитуваме нашите обврски од овој договор. И затоа вградените механизми заштитни нашите чекори и нивните чекори се поврзани преку одредбите на договорот. Затоа ние чекорите во делот на меѓународна употреба ги правиме тогаш кога грчкиот парламент го ратификува НАТО договорот со Македонија. Затоа ова во домашниот правен поредок го правиме со отварањето на поглавјата за самата синхронизираност на взаемните отстапки е вградена како заштитен механизам во овој договор. Да, имаше и... Инаку, меѓународниот суд, јас бев ко-застапник во тој процес. Да, се сеќавам. За имплементација на пресудите на меѓународниот суд е надлежен Советот за безбедност, тогаш кога државите во конкретен спор не ги почитуваат. Ние живееме во време кога е подразнишен меѓународно-правниот поредок и уште повеќе во однос на ова прашање, многу е тешко политички проблем да решите правно. Знам дека има недоволна доверба, дали може би имало некој начин, некоја фиока, некоја врата, некој човек, некој експерт, или некој аргумент што не сме го откриле, не сме го искористиле, не сме зборувале со, да можело
се е размислено, покриено со најголемите светски експерти за меѓународно јавно право, со домашни експерти за меѓународно јавно право, со расположението на главните градови на сите важни држави во светот, пред се во Европа и Соединетите американски држави. Се е направено да извлечеме и да го покриеме тоа што ни е најважно. Истото тоа го прави и Грција постојано и го направи. Меѓутоа, недоверба имаме исто така прашање од граѓани, дали ќе може после неколку години да го вратиме внатре во државата името Република Македонија, а денеска пак Кумуцакос, представникот на опозицијската Нова демократија, изјави дека тој како влада, кој ќе преземат власта, ќе сторат се што е можно по дипломатски политички средства да се смени овој договор. Значи се зборува и за промена. Што кога ќе се смени власта во двете земји? Мислам дека отидовте многу далеко. Мислам дека имаме многу важна година. Треба овој договор да влезе во сила. Има многу работи што треба да се случат и чекори што треба да се изведат за да влезе во сила овој договор. Штом влезе во сила, тоа значи дека треба да има кај нас успешен референдум, успешно реализиран уставен процес со двотретинско мнозинство во собранието, успешна ратификација од страна на грчкиот парламент и на овој договор и на пристапните протоколи за Македонија да се зачлени во НАТО алијансата, во тој момент овој договор ќе влезе во сила. И мислам дека е многу поважно какви се реалните политички односи и отворено едно влегување во градење доверба и пријателство, отколку што точно е напишано и самата хартија. Во самиот договор. Мора да инвестираме и ние во Грција и тие во Македонија во однос на заедничкото разбирање и заедничките интереси во еднината. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и ќе продолжиме со разговорот. Гледате Топ тема на ваша страна, гостин министерот за надворешни работи Никола Димитров. Господине Димитров, пристигнуваат честитки, меѓутоа ве нарекуваат предавник, дека сте потпишале капитулација. Ве напаѓа дури и лично споменувајќи го вашиот татко, кој е попотекло од Егејска Македонија. Како одговарате? Кој е вашиот одговор на овие напади? Па се обидувам, пред да дојдам напишав на еден статус на социјалните мрежи, каков јазик зборувате во Македонија, не зборуваме, скарани сме. Се обидувам да не влезам во... Прво, не ме допира многу искрено. Бидејќи мислам дека нема по-патриотска должност од тоа Македонија да се исправи на нозе, да стане, да се зацврсти безбедносно во контекст на членството во НАТО, да ги отвори шините што значат нормалност, пристојност, перспектива за подобри услови за живот, биде посреќна Македонија. И еден тежок товар, кој што цело време ни прави комплекс, кој што не влече надолу, да се реши така што нема да се направи, нема да се проблематизира, напротив, ќе се афирмира идентитетот. Нема ништо од овој договор што нас ни вели да не бидеме македонци. Напротив, македонски народ, македонски јазик, македонка, македонец, и ова со името, тоа ќе го смениме името. Единствената именка во нашето име е Македонија. Секогаш сме имале разни одредници. Идеолошки, социјалистичка или народна, федеративна, дека сме биле во федерација, република, дека имаме шеф на држава што го бираме на избори, а не е кралско семејство, и сега географска, која што прави дистинкција меѓу нашата Македонија и таа и регионот Македонија во Грција. И ако тоа го правиме, ние на некој начин ја затвараме ерата на прашалници и на предизвици за нешто што е толку елементарно и влегуваме во една нова ера на дајте да си ја средиме државата, да ја имаме поддршката и помошта од
Европската Унија и да ја имаме безбедноста што заедно ќе ја создаваме со НАТО алијансата. Јас мислам дека нема попатриотска должност, независно од политичката иднина, моја лична, на владата, да се влезе, да се загризе, да се создаде таа шанса и да им се даде на граѓаните право на избор на таа историска раскрсница. И затоа, особено кога доаѓаат такви изливи, мене во собранието тоа ми се случи, не чув, ама после тоа видов по телевизии, дека викале предавник, кога објаснував зошто треба ова да оди по скратена постапка и зошто има европско знаменце што се гледа од друга планета. Ако сме од чекалната 100 години, ако Федерика и Могерини и Јоханес Хан дојдоа на подпишувањето, не треба многу. Да, но да се опозицијата жестоко ве нападна. И сега, имаше и протести, ако тоа доаѓа од луѓе кои што ја бранејќи го името на толку лош начин, ни ги уништија преговарачките позиции, го направија, го збунија народот со антиквизацијата дома и не оддалечија стана Македонија проблем да се спомене. Ние бевме земја на проблем, особено, ама и претходно. Последната некаква блага шанса беше 2012 година, која што ја закопавме со изгласувањето на буџетот и насилното изнесување на опозицијата од Собранието на Република. И ако сега доаѓа од луѓе што толку време имале, не само не се обидувале ова да го решат на најдобар можен начин, туку правеле поени на тоа. Јас не знам ова Скопје 2014, ќе видиме судството ни е се уште недоволно ефикасно. Меѓутоа слушнавме силни индиции дека на сметка на тој површен национализам, што е поразителен за националните интереси, и пари се правеле. И сега, ако таму доаѓа тоа, јас може би сум предавник на криминалот. Ама правам на една многу патриотска должност и сум спремен личниот, дури и по цена на политичка саможртва, за луѓето конечно да изберат во каква држава сакаат да живеат. Се обидувам да не влезам во тој тип на политичка битка и вреѓање, затоа што и тоа пак не е здраво. Ние и затоа се поправив на еден странски медиум, кажав, ова е битка меѓу минатото и иднината и национализмот и патриотизмот, ама мислам дека веројатно треба да почнеме тоа дека сите си ја сакаме татковината, сите си ја сакаме Македонија и тие се патриоти. Може би не знаат како функционира светот, може би не се доволно одговорни, може би мислат повеќе на личните, а помалку на општото добро, на општиот интерес. Не знам. Мене најстрог судија ми е личната совест. Од таа страна како доаѓаат напади, па замислете да ме фалеа. Што ќе беше по се ова што го видовме. Тоа ќе беше исто малку проблематично. Да, меѓутоа ве напаѓате дека се изигрува правната рамка, правниот систем, дека се брза, по кратка постапка и дека нешто ќе добиете. Дека владата заради нешто што ќе добие, не кажувајќи што, го решава... Сака да добие иднина за својот народ. Го решава овој спор. И оваа држава. Тоа е добивањето. И јас мислам дека нема поблагородна и попатриотска должност за било кого од нашава генерација. Ова прашање е поважно од целата наша политика на денешнината. Како очекувате, збилите, треба да се обединиме, значи да се и опозицијата очекувате да ви се разговор по разговор, човек по човек, може би некого ќе убедиме, може би некој ќе се освести. Преголемо е ова, за да мислиме на следните избори, на партиските интереси, на личните интереси. Се надевам, историско време мора историски да се однесуваме. ВМРО ДПМН е однапред вели дека нема да гласа за уставни измени. Добро, лидерот каже дека јас ќе гласам против, што е различно. За референдумот. На референдумот. Меѓутоа, потоа, доколку е успешен референдумот, оди во собрание. Ако е успешен референдумот, ако процесите тргнат, која е таа политичка партија што на граѓаните ќе им каже не? А граѓаните од ова повикување во народот вака, народот така, народот не се 100 луѓе или 30 лажни профили на Facebook или 300. Народот сме си 2 милиони луѓе. Ќе видиме колку останаа во Македонија, можеби 1.500.000, 1.600.000
тие што имаат право на глас треба да добијат шанса, резултатите од тој референдум ќе кажат што сака народот. Инаку ова со народот, таа амбиција и дрскост да се зборува во името на народот, мене ми е неподнослива од времето на кризата на неказнивост. И негде еднаш напишав како да има некој што се вика во наводници народот во кабинетот на претходниот премиер. И граѓаните прашуваат, имаме и такво прашање, добивме на социјалните мрежи, што ќе се случи ако референдумот не успее. Цензусот е навистина голем од оние што треба да излезат за да биде успешен и мнозинството да гласа за договорот. Тоа што е јасно е дека ние како влада имаме цврста и парламентарно мнозинство, имаме цврста позиција дека ќе ја следиме волјата на граѓаните. Нема да се правиме од страна и да кажем ајде луѓе сега вие одлучите, туку ќе излегуваме, како што јас сум сега со вас вечерва, и ако треба секој ден и 10 пати и 100 пати дневно ќе објаснуваме зошто мислиме дека ова е добра работа. И зошто мислиме дека оваа работа треба да се направи. Тоа значи дека си ја земаме својата одговорност сериозно. Не знам какви ќе бидат ставовите на опозицијата, како ќе оди овој процес натаму, и таа волја оваа влада и ова парламентарно мнозинство ќе ја почитува. Јас мислам дека, убеден сум дека граѓаните ќе застанат за оваа работа. Дека ќе паднат стравовите овие првични денови, има многу злоупотреби на незнаењето. Овој договор е колку е 19-20 страници, која ќе легнат основните елементи, кога луѓето ќе разберат дека не само што не се губи, туку се афирмира. Ние немаме еден договор со Европската Унија подпишан каде што се споменува македонски јазик. Заради Грција, бидејќи е земја членка. Нити договор на македонски јазик имаме подпишано. Иако точно е, ево системот на Обединетите нации од 1977. Сега и со Грција ќе ги подпишуваме и на македонски и на грчки јазик, веројатно. Сега се поставени условите, инако ако го читаме договорот е многу јасен. Ќе има и таму тешкоти, ќе има и кај нас тешкоти, ама од некаде мора да се почне и од некаде мора да се гради таа доверба. Често мултилатерални договори се тие каде што има повеќе од две држави. Дали е во контекст на Обединетите нации, Совет на Европа и така натаму и така. Сите ги подпишуваме, не можеме да се подпишеме со пенкало на хартија како сите други држави, туку подпишуваме писмо заради референцата поранешна Југословенска република Македонија и велиме во писмото ние ќе ги преземеме правата и обврските од овој договор вака, со писмо, за да не ја прифатиме и формално, бидејќи не смееме поранешна Југословенска република Македонија. Мора да ставиме точка на тоа. Кога ќе легне ова се, кога ќе паднат стравовите, кога ќе видат луѓето дека напротив има плусови во делот на идентитетот, дека името е Македонија, само што има одредница северна, дека се надминува еден историски проблем, завршува фазата на нашето на етаблирање на нашата државност и се отвараат врати. Убеден сум дека огромно мнозинство ќе го поддржат овој правец, бидејќи што е алтернативата? Каква е одговорноста ако ова не се направеше? Ако јас не отидов во Атина на 14 јуни во 2017 година, не се подпиша договорот на 17 јуни 2018 година. Каква ќе биде следната влада во Грција? Кога ќе биде следната шанса? Што ќе се случува на европските избори во мај 2019 година? Дали ќе има... веќе ги објаснувавте многу пати. Што ќе се случи со регионот? Дали ќе успееме вака, без... Она што не се случува, што се случува со луѓето што си бараат пасоши од земји членки? Што се случува? Па веројатно ќе бараат и натаму се дека не почувствуваат. Мора да се соочиме и да ја погледнеме таа одговорност. Се дури договорот не е веројатно само на хартија. Дали околу референдумот има една недоумица, дали ќе биде задолжителен, консултативен, дали е донесена таа одлука и која е таа разлика? Вие велите од тој референдум и волјата на народот
ке зависат натамошните чекови? Ќе бидам многу искрен и отворен. Предстојат политички одлуки и консултации и политички одлуки за тоа прашање. Ние не знаеме колку граѓани живеат во Република Македонија. Одамна беше последниот попис. Гледаме некои бројки, Светска банка вели имате над 500.000 граѓани излезени. Разни други податоци. Имаме избирачки список што е негде 1.800.000 граѓани со право на глас. Задолжителниот референдум вели дека за да биде успешен треба да излезат да гласаат половина, значи плюс 1. Негде околу 800 и нешто илјади гласачи. Немаме време, нити капацитет, избирачкиот список толку брзо да го прочистиме. Немаме време, попис ке има, меѓутоа не можеме сега овие месеци тоа да го направиме. се разбира. Тоа значи дека цензусот за успешен задолжителен референдум е многу висок. Имаме опозиција која што има дилеми со својот правец. Дали 27 април беше страшна работа? Или не? Зборувам за нив. Имаме ли јаснен профил, дали има дистанца дека таа работа беше грозна и опасна по нашата држава? Впечатокот е дека го избегнуваат. Дали имаме јасен став во однос на аферата со прислушкувањето, за одговорноста? Кризата на неказнивост треба да заврши со одговорност. Имаме ли јасен став во ова, сакаме да учествуваме, не сакаме да учествуваме, околу, значи, мора да има јасен правец, мора да се преземе таа одговорност. Дали се за НАТО и за Европската Унија? Ако се за НАТО, ако има друга алтернатива, некоја стратешка, да се презентира, да размислиме сите. Ако се за НАТО и за Европската Унија, а има друг начин, да не е преку договор и компромис со Грција, да го слушнеме и други, или нека седнат со Нова демократија, нека направат своја спогодба, да ја разгледаме и таа спогодба. Со сегашната опозиција во Грција, тие се и сестрински партии. Значи, допрва треба, да, меѓутоа европските конзервативни партии бараат опозицијата да е владата, пратениците, вие, новинарите, медиумите, граѓаните, ама и опозицијата мора да си ја превземе одговорноста. Историска година е да видиме што сакаме, каде сакаме да ни они. Допрва ќе се одлучува дали ќе биде консултативен или задолжителен или веќе се знае дека ќе биде. Ќе предстојат консултации и ќе се донесат политички одлуки. Јас го кажав дека ова е еден реален проблем со кој што треба да се соочиме. Цензус, високиот цензус, и вие ако се сеќавате, ние цензусот го намаливме за избор на председател. Од тој проблем. Луѓето тешко излегуваат без да има надпревар, компетитивност, парламентарни избори. Тоа можеби е исто опција. И многу зависи како ќе се постави опозицијата и треба да биде јасна дали ќе учествува, дали ќе гласа против, дали ќе... Веќе сме на самиот крај, дали има гаранции дека доколку се ова заврши, Грција ќе го ратификува договорот крајот на декември, мислам дека е датум. Има политичка волја, тоа го вели подписот од 17 јуни на министерот Коцијас. Ако ние си ги завршиме работите и се оди по планот, јас не очекувам, јас мислам дека ќе има мнозинство во грчкиот парламент за тоа да се ратификува и со тоа ќе се затвори ова прашање и договорот со кој што се надминува разликата околу името меѓу Македонија и Грција ќе влезе во сила. Ке го завршиме овој разговор со едно прашање од гледач Ангел Јанков. Дали сметате дека можете повеќе да придонесете за земјата како министер за надворешни работи или како председател на државата? Следната година имаме председателски избори. Ова зборев сега и да не сакам да се фалам, да бидам претенциозен, меѓутоа многу сум искрен кога велам толку е крупно прашањево што јас мислам и не само јас. Не знам кој мисли на председателските избори. И воопшто немам размислувано и како втор елемент во одговорот.
Јас видов преку функцијата, меѓу другото што ја спомнав пред малку, национален координатор за НАТО, дека независно на какво столче седите и каква капа носите, многу повеќе зависи од човекот отколку од функцијата. Функцијата се разбира, отвара врати и дава многу. Имате луѓе, имате тим, имате пристап, ама мислам дека од разни столчиња, разни позиции може исто така да се трча и да се завршува работа. Значи немаме конкретен одговор, има уште една година до председателски избори, може би ќе почнете да размислувате за тоа. Имаме поважни работи претходно, иако, како што имавме личен опит со сите ние, мислам, личен. Национален опит со аболицијата, со мандатот, што на некој начин допринесе до 27 април, и сега со оваа фрапантна историска неодговорност, ќе треба да размислиме добро која ќе се бираме председател следниот пат. Ви благодарам, господине Димитров, на учеството во Топ тема на ваша страна. Благодарам на поканата. Благодарам на вниманието. Останете со Телма, имајте убава вечер.